размисла околу овој проблем кој што Земе тоа право, но од говорницата овде се обрачите на парламентот, не на поединец. Тоа ви укажувам. Инаку ќе се изборувате тоа што си мислите нормално. Господине председателе, се извинувам ако бев непристоен, меѓутоа бев предизвикан од место и затоа одговорив, веќе нема. Продолжите. Завршија кој што завршија протестите, се надевам дека пратениците на Социјалдемократскиот сојуз ќе имаат што да приговорат за тие протести, па во репликите ќе можам да кажам нешто повеќе, да се подсетиме малку на тоа време. 98 година заврши ерата на комунизмот, на едноумието, на наместени избори, според моје длабоко убедување, на власт дојде една коалиција за која што искрено да ви кажам сметав дека е во ред. Некои од собствените лични идеали, младешки идеали, идеали за оваа држава, сум мислел дека со тоа ќе се остварат, ќе се реализират и во оваа држава ќе дојде едно подобро време, ќе се реализираат некои проекти кои што ќе значат подобар живот на македонците, кои што ќе значат достоинство на македонците. Одиме со ред. Една од првите седмици, меѓу првите 5 седмици, закон за амнестија. Ги амнестираме политичките затвореници, меѓу кои градоначалникот на Гостивар и Тетово, во знак на добра волја, во знак на подготвеност на соживот, во знак на разбирање со коалициониот партнер, во знак на подадена рака дека ќе живееме заедно. Ајде се подсетиме малку што се случи тогаш и како реагираше Социјалдемократскиот сојуз, кој што патем треба да предлага закон, односно да подржи сега закон за амнестија во кој што веројатно и Али Ахмети ќе влезе. Меѓутоа за тоа подоцна ќе зборува. СДСМ гласеше против. Тоа беше закон на кој што прв пат ние се соочивме со тоа да ни падне рейтинг. Прв пат се соочивме со незадоволство во собствени редови. Прв пат се соочивме со тоа да господинот Киро Глигоров, тогашен председател, го врати законот. Затоа што тоа било предавство. СДСМ објаснуваше дека ВМРО амнестира криминалци, убици, луѓе што кренале знамиња против државата, луѓе кои што работеле против државата. Тој момент на нас ни беше земен како најголемо зло. А ние само сакаме да покажеме дека сакаме да имаме добра волја да се живее нормално во Македонија. 99 година. Косовска криза. 350.000 албанци протерани од Косово во Македонија. 15%, меѓу 15 и 18% од вкупната бројка на население на Македонија, што би значило околу 10 милиони албанци или бегалци во Франција, ако се земат и направат паралелни споредби. Ние ги примивме. Такви какви што сме, ги примивме. Зошто? Затоа што не ги сакавме. Затоа што бевме геноцидни. Затоа што бевме расисти, шовинисти. Или затоа што сакавме да покажеме колку сметаме дека е нормално на комшија да му се подаде рака, да му се помогне во неволја, без разлика што тие пукаат сега денеска на нас. Подадената рака тие денеска ја злоупотребија. Меѓутоа сметам дека косовската криза, се што се случуваше во тој период во Македонија,